Благодарам за интересот. Собранието на Република Македонија за жал стана нотар на владата, без можност за никаква длабенска и сериозна дебата, анализа, без мислење од стручна јавност, со драстично намален број на јавни расправи и без одржување на било каква надзорна расправа во рамките на надлежностите на Собранието. Само во изминативе 3 дена во Собранието на Република Македонија пристигнаа 41 предлог закон, од кој повеќето по скратена постапка, а во рамки на веќе закажаната 123-та седница на Собранието во среда, која што треба да се одржи во среда, вкупно на една седница во еден ден во Собранието се ставени на дневен ред и закажани 79 различни закони, од кој пак најголемиот дел се од економската и финансиската сфера на работењето во Република Македонија. За овие закони нема да има јавни расправи, за овие закони пратениците нема да имаат можност за длабинска анализа, за консултации и за сериозен приод. Како никогаш до сега, во Собранието се штанцаат закони кои што единствена цел имаат СДСМ во текот на предизборниот период да купува гласови на крајно низок начин, да врши уцени врз бизниси и да врши манипулации со граѓаните. За бидат фактите уште повеќе поразителни, би сакал да ви известам дека во овој мандатен период од вкупно 425 закони кои што се влезени во процедура, 232 се по скратена постапка, односно 55% од законите кои што влегле во процедура во Собранието во овој мандатен период се по скратена постапка. Сите добро ги памтиме критиките на Социјалдемократскиот сојуз за претходните мандати на Собранието, кога бројот на скратени постапки во Собранието се движеше меѓу 20 и 30%. Сега рушиме рекорди. Сега велам 55% од законите по кои што ова собрание работело и работи се по скратена постапка. Многу пати сме реагирале на ваквата злоупотреба, на скратената постапка, но гледаме дека парламентарното мнозинство, предводено од СДСМ, продолжува со ваквиот начин на самоволно раководење со собранието. На овој начин, би повторил, не се овозможува, посебно во периоди кога се разгледува буџетот на државата и кога во процедура се исто така закони кои што имаат малку поголемо реформско значење, не се овозможува на пратениците доволно временски период да бидат во консултации со стручната јавност, но и темелно да пристапат кон работите. Нашата пратеничка група е посветена на обврските кои што ги има во Собранието и адекватно одговара со многу голем број на амандмани за сите овие закони, но би сакале да предупредиме дека во следниот период од 15 на 20 дена овие закони, посебно од економската и финансиската сфера, ќе треба да се донесат, да се изгласаат, да стапат во сила и да се применуваат од 1 јануари. Поголем проблем е тоа што сите компании во Република Македонија, сите стопански субјекти ќе немаат можност адекватно да се запознаат со содржината на новите закони кои што владата ги предлага во процедура. Дополнително, владачкото мнозинство континуирано работи на заобиколување на процедурите во Собранието, покрај скратената постапка, кога треба и кога не треба, го употребува и знаменцето на Европската Унија, зашто трпи сериозни критики и од Европската Унија и од амбасадорите на европските држави во Македонија. И сме сведоци на многу голем број на избрзани и неквалитетни закони, кои што потоа самата влада или парламентарното мнозинство ги враќа во процедура, ги менува, а имаат далекосежни штетни последици за целокупното општество. Да не ве подсетувам на прогресивниот данок и да не ве подсетувам на многу други работи за кои што ние сме забележувале, сме критикувале, сме поднесувале амандмани, не биле прифаќани никакви амандмани од наша страна, но потоа по неколку месеци самата влада ги менува своите ставови, своите позиции и доаѓа на она на кое што сме
предупредувале. Затоа ние апелираме уште еднаш до сите релевантни субјекти во ова собрание, пред се до парламентарното мнозинство предводено од СДСМ, да не го злоупотребува овој период од преостанати 20 работни дена до истекот на мандатот на оваа влада во заминување, да не ја силува работата во собранието и да дозволи сите процедури и сите постапки да се движат во нормален тек, да има простор и за јавна расправа, да има простор и за консултација со стручната јавност. Велам, ние сме свесни дека сме биле подложни на критики во минатото, во ситуација кога 20% од законите оделе по скратена постапка. Денеска тој број е 55%. Дополнително, драстично е намален бројот на јавни расправи во собранието, заради ваквиот начин на носење на законите, а скоро и да нема оваа година одржано ниту една надзорна расправа, со што се дерогира уставното право на собранието да спроведува надзор над работата на владата и над имплементацијата на законите. Неколку наши иницијативи досега беа одбиени. Сведоци сте дека во очи на скандалот за СЈО, пратеничката група на ВМРО-ДПМН поднесе предлог за формирање на надзорна, односно на анкетна комисија за работата на СЈО. Тој предлог, иако е поднесен пред повеќе од 2 месеци, се уште не е ставен на расправа во собранието. Уште еднаш да заклучам, апелираме во преостанатите 20 на работни дена владачкото мнозинство да не ја силува работата во собранието и да дозволи сите субјекти кои што се заинтересирани за носењето на новите закони да имаат можност да учествуваат во креирањето на подобри законски решенија. Благодарам. Дали има прашање од оваа тема или од било која друга тема? Значи, јас веќе по 4ти пат ја закажувам Комисијата за прашање на изборите и именувањата во обид да ги придвижам работите околу изборот на главниот државен ревизор во Република Македонија, посебно во насока на приближување на изборниот период кој што ќе го имаме, во кој што пак државната ревизија има многу голема улога во смисла на контрола на трошење на финансиските средства и на државните органи и на политичките партии кои што ќе учествуваат во изборите. Во минатиот период бев во интензивни консултации со сите парламентарни групи во собранието. Имам доволен обем на информации кои што ми говорат дека денеска би можело да се случи конечно избор на главен државен ревизор, затоа и ја закажав седницата. Значи, имам доволно информации кои што ми даваат темелно право да мислам дека сме близко до договор, да има кандидат кој што би добил најширока возможна поддршка од сите политички групи, од консултациите со пратеничките групи. Значи, ќе направиме обид денеска да ги придвижиме работите и по други тела. Има дирекција за слободен пристап до информација од јавен карактер, за која што многу невладини организации инсистираа во минатиот период да се откочи од аспект да може да се врши контрола. Да, има исто така на дневен ред закажано и новата агенција за квалитет на високото образование, која што исто така според нас има големо значење. Закажана е и ова која што ја прашавте вие. Во консултации сме, непредвидлив е резултатот за секоја поединечно, заради тоа што во Комисијата за прашање на изборите и именувањата нема цврсто мнозинство, нема мнозинство на една група, значи нема мнозинство нити владачката страна, нити опозиционата страна, има неколку пратеници кои што гласаат врз база на моменталната ситуација. Така да се надевам дека ни седна расправа, дискусија, согледување на кандидатите и квалитетот нивен, дека за поголем дел од
институциите кои што се денеска ставени на дневен ред, ќе успееме да најдеме решение. Не би можел да кажам дека за сите ќе ја завршиме процедурата денеска, но би бил навистина задоволен ако после неколку месечно практично закочување на работата за комисијата на избори и именување, бар за најзначајните имаме ефективни резултати денеска и ги предложиме до собранието како усогласени кандидати. Денеска ќе го предложам и тоа на дневен ред, заради тоа што имаме една закажана седница без утврден дневен ред, со предлог дневен ред. Го предложам тоа, со тоа што ќе предложам врз база на законските одредби Комисијата за прашање на изборите и именувањата да не додели апанажа на господјата Катица Јанева. Од формалните причини, мислам дека ги дискутиравме, формалните причини се дека господјата Катица Јанева не е избрана како јавен државен функционер од страна на собранието, што е неопходен предуслов по закон, туку е само предложена од собранието, а нејзиниот избор кој изврши Советот на јавни обвинители на Република Македонија. Така да нејзините права по однос на овие прашања не се во надлежност на собранието на Република Македонија. Секако дополнително и од содржински аспект, сите скандали кои што ги видовме, целата злоупотреба на таа институција и од финансиски и од политички карактер, нас не ни дава воопшто право да размислуваме на таков чекор. Единствено што можеме да направиме како собрание, како пратеници, како политичари, да апелираме до господјата Јанева да исполни само едно нејзино граѓанско право, а и обврска, а тоа е да почне да зборува јавно кој, како, кога, зошто учествувал во креирање на тоа чудовиште од институција, низ која што се вршеле политички уцени и се вршил финансиски рекет од голем број на бизнисмени. Тоа е нејзино граѓанско право и обврска. На тој начин ќе може она да остави впечаток дека се покајала или била несвесна или била злоупотребена и ништо повеќе од тоа. Јавноста бара да дознае кој е креаторот, поддржувачот и поттикнувачот на креирање на чудовиштето во таа институција. Поставени се на сајтот на Е-парламентот дневните редови на сите 3 седници. Очекувам да се разговара и за овие агенции кои што ви кажав. Комисијата за заштита од дискриминација исто е така ставена на дневен ред. Тоа, да. Не, генерално сите отворени прашања се веќе поставени на дневен ред на седниците на комисијата. Повеле ми. Ако апелирате до председателот до власта да ги тргне точките од дневен ред што беше основно на пресот, како ќе реагирате вие? Ќе гласате, нема да гласате, ќе се повечете од седниците? Ќе процениме во следниот период, оставаме простор да реагира власта адекватно на нашиот апел, дека се злоупотребува собранието во последните 20 дена од мандатот на оваа влада, а се носат, односно се предлагаат многу суштински закони кои што не тангираат политичката сфера, ја тангираат економската и финансиската сфера, без при тоа да бидат консултирани нити коморите, нити синдикатите, нити другите обштествени фактори на оваа тема. Штетата што ќе биде предизвикана со неможноста на сите субјекти во Република Македонија во адекватно време да го интегрираат своето работење во согласно со новите закони ќе биде далеку сежна. Затоа се решивме на овој чекор. Нас ни стојат на располагање и други модалитети, ни стојат на располагање неприсуство, поради тоа што кога ние не сме тука, владачкото мнозинство не може да обезбеди кворум. Ни стои на располагање можноста да поднесуваме амандмани, да отвориме широка расправа околу тоа, да иницираме јавни расправи по дел од законите и веројатно за одреден број од законите ќе постапиме по дел од овие можности. Благодарам.